Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, пред да почнеме со обработка на Псалм 100, сакам да направиме краток преглед на псалмите 93 до 99, кои заедно со 100-тиот псалм припаѓаат на група песни во кои Господ е представен како цар. Например, во Псалм 93, стих 1, пишува дека Господ владее и е облечен во величественост. Кога Господ Исус ќе се врати на земјата и ќе го воспостави своето царство, тој ќе биде облечен во величественост. Потоа, во Псалм 94, стих 1, читаме дека на Господ му припаѓа одмаздата. Кога повторно ќе дојде, Господ Исус ќе ги исправи сите неправди помеѓу луѓето. Дотогаш, подобро е да ја оставиме одмаздата во негови раце, отколку ние да ја земеме во своите. Во Псалм 95, стих 1, авторот не повикува да го славиме Господ и пред него да извикуваме со радосни звуци. Во Псалм 96, стих 1 пишува: Пејте му на Господ нова песна. Во Псалм 97, стих 1 читаме: Господ владее. Во Псалм 98, стих 1 пишува: Пејте му на Господ нова песна. И за крај, во Псалм 99, стих 1 читаме: Господ владее, нека треперат народите. Сега доаѓаме до Псалм 100, кој е всушност песна и повик за слава на Бог. Оваа песна е како кулминација на сите кои предмалку ги спомнав. Стихови 1 и 2. Воскликни му на Господ цела земјо, служете му на Господ со радост, излегувајте пред него со восклик. Сакам да повторам нешто кое сигурно и претходно го имам кажано, а тоа е дека Господ не сака да го славиме со тажни и разочарани изрази на лицето. Да, има моменти кога ќе бидеме тажни и разочарани, бидејќи сите имаме проблеми и искушенија, но кога во такви околности доаѓаме кај Бог, ние всушност не го славиме, туку од него бараме и очекуваме да действува. Од друга страна, кога му пееме песни за славење, ние треба да сме радосни поради тоа кој е Господ и поради сите негови дела. Радоста е важна тема во целото Свето Писмо и би требало да е одлика на секој искрен верник. Тоа не се однесува само на празниците Божик и Великден, туку на секој ден од животот. Авторот исто така не повикува да му служиме на Господ со радост. Службата е исто така повик за секој верник. На Господ не треба да му служат само свештените лица, туку секој верник треба да најде начин како да ги препознае даровите кои Бог му ги дал, со цел да им служи на другите. Но и службата треба да се врши со радост. Каква е ползата ако се представуваме како Господови служители и сме вклучени во некакви активности со кои сакаме да ги благословиме другите, а и одвнатре и однадвор сме потиштени? Ваквите текстови во христијанската теологија се нарекуваат доксологија или славословие. Тоа се текстови со кои авторот го прославува Господ, но исто така ги повикува и другите да му ја дадат славата која тој ја заслужува. Например, во Новиот Завет такво славословие има во послание до Ефесјаните, глава 1, стих 3, каде читаме: Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Господ е добар кон нас. Тој ни дал многубројни духовни благослови, а за жал, за некои од нив и не сме свесни, или пак не живееме во светло на тие дарови. Во Откровение, глава 1, стихови 5 и 6, има уште едно славословие кое гласи: Исус Христос,
кој е верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните царови. Нему кој не возлюби и изми од нашите гревови преку својата крв и кој не направи пред Бога и неговиот Отец царство на свештеници, слава и власт во вечни векови. Амин. Ке продолжиме со читање на псалмот. Во стих 3 се зборува за Господ како создател и пастир. Таму се вели: знајте дека Господ е Бог, дека Тој не создаде нас, а не ние самите. Негови сме, Негов народ и овци на Неговото пасиште. Бог е создател на целата вселена и тоа е една од причините поради кој ја заслужува нашата слава. Авторот на псалмот не подсетува на важен аспект од Божиот карактер, но и покрај тоа што ние луѓето направивме хаос од Божиот прекрасен свет, сепак тој не дигна раце од нас. Затоа псалмистот вели дека Бог има свој народ, овци на Неговото пасиште. Ова се однесува на луѓето кои покајнички го следат Божиот пат. Секој кој го прави тоа е дел од Божиото стадо. Во Новиот Завет ни е откриено дека всушност Господ Исус е добриот пастир, оној за кој читаме во овој псалм. Стих 4. Влегувајте низ неговите порти со славословие, во неговите дворови со песна, славете го, фалете го името Негово. Ова е најсоодветниот начин на кој можеме и треба да го славиме Господ. Навистина е жално кога во црквите се чувствува некое мртвило и луѓето во храмовите не влегуваат со радосни лица, туку со сериозни и речиси тажни изрази на лицето. Знаете ли зошто е тоа така? Бидејќи немаат радост и благодарност во своите срца. Кога одиме на богослужби во црква, ние треба да влегуваме во храмовите со благодарност и песна во нашите срца, но и на нашите усни. Зарем Господ не го заслужил сето тоа поради сите Негови дела и добрини? Стих 5. Зашто добар е Господ, Неговата милост е вечна и Неговата верност е од род во род. Зошто да го славиме Господ? Зошто да му бидеме благодарни? Зошто да се радуваме во Неговото присуство? Одговорот е: зашто Господ е добар. Господ е добар. Тоа е вистина која никогаш не смееме да ја заборавиме. Тој е добар кон мене, тој е добар и кон тебе. Една од најголемите моментални потреби на црквата е христијаните да бидат повеќе свесни за Господовата добрина и да бидеме свесни за тоа дека Неговата милост и Неговата верност се вечни. Разбирањето и верата во овие вистини значително ќе го променат нашиот духовен живот. Сега доаѓаме до Псалм 101, кој е дело на царот Давид. Всушност, псалмите 101 до 106 се исто така една посебна целина во оваа книга, а главната тема во овие псалми е Господ Исус Христос. Во псалмите 101 до 106 се пее за праведноста, мирот, милоста и судот. А кога Господ Исус повторно ќе дојде на оваа земја, тој ќе воспостави мир, праведност, ќе покаже милост, но ќе покаже и суд. Давид беше цар, но тој не успеа да ги покаже сите овие квалитети низ своето владење. Да, тој беше Божји човек, но сепак имаше области во кои потврли. Од друга страна, Господ Исус Христос ќе ги покаже овие квалитети за кои зборуваме и тоа во нивната совршена форма. Псалм 101 започнува со следните зборови: Ке пеам за верноста и за правдата. Тебе, Господи, ке ти свирам. Верност и правда. Тоа се квалитети кои се помалку ги гледаме во денешното општество. Но, во Господ, тие се присутни и секој кој го знае тоа, во себе има поттик и желба да го слави Господ за Неговата верност и правда. Но,
Верата во Господ не се сведува само на пеење песни, туку има и други практични аспекти. Стих 2. Ке размислувам за патот непорочен, кога ќе го достигнам, среде мојот дом ќе одам со чисто срце. Ако го читате Светото писмо, ќе забележите дека Давид не успеа да оди по Божиот пат со чисто срце. Тој сигурно се трудеше да го прави тоа, иако не секогаш со сите сили и со сето срце, но сепак не успеа да живее непорочно. Од друга страна, неговиот потомок по тело, Господ Исус Христос, живееше непорочен живот и неговото срце остана чисто, иако на оваа земја тој живееше помеѓу грешници. Господ Исус е единствениот кој совршено ја следеше волјата на таткото во секој чекор. Сега тој седи од десната страна на небесниот татко. Се уште ја извршува неговата волја и ќе ја изврши и еден ден кога ќе дојде време да се врати на оваа земја за да го воспостави своето царство во целост. Затоа верувам и тврдам дека овој псалм во својата содржина е месијански. Да, од една страна го опишува искуството на царот Давид и неговата желба верно да чекори по Божиот пат. Но, од друга страна, псалмот зборува за стандард кој само Господ Исус го исполни. Ке продолжиме со читање на Псалм 101. Ке ги прочитаме стиховите 4 до 8. Развратно срце нема да се прилепи до мене, за лукавиот не сакам да знам. Оној што тајно го клевети ближниот свој, ќе го погубам. Оној што е со горделиви очи и ненаситно срце, не го поднесувам. Очите ми се управени кон верните по земјата, за да седат со мене. Кој оди по патот непорочен, тој ќе ми служи. Нема да остане во мојот дом. Оној кој прави сплетки, кој говори лага, не можеше да остане пред очите мои. Секојдневно ќе ги истребувам сите нечистиви од земјата, за да ги истребам од Господовиот град сите злосторници. Преку овие стихови, Господ всушност ни покажува кои се нештата кои му се угодни нему, а кои се нештата кои се одвратни пред неговото лице. Ако сакаме да имаме блиско општење и заедништво со него, ќе треба да се држиме настрана од овие гревови кои ги прочитавме. Воспротивно, самите себе ќе се вброиме, свесно или несвесно, во оние кои се негови непријатели и ќе се соочиме со Божиот суд. А зошто да го имаме Христос за судија, кога можеме да го имаме за свој спасител? Сега доаѓаме до Псалм 102, кој исто така е месијански во својата содржина. Интересно е тоа што авторот на овој псалм не ни е познат, а низ вековите многу луѓе се обиделе да погодат чии се овие зборови. Ако јас морам да дадам свое мислење, би рекол дека станува збор за Давидов псалм, бидејќи во стилот на пишување ме потсеќа на останатите негови песни. Станува збор за песна која е напишана поради потребата од помош од Господ. Би рекол исто така дека во одредени аспекти ме потсеќа на страдањето на Господ Исус во Гетсеманската градина. Ке почнеме со читање на првиот стих. Забележете што вели псалмистот. Господи, услишија молитвата моја и повикот мој нека дојде до Тебе. Не знам со каква неволја се соочувал авторот на овој псалм, но зборовите услишија молитвата моја и повикот мој нека дојде до Тебе ги толкувам како повик за помош во одредена непријатна ситуација. Давидовите псалми често се такви песни. Тие се повици за помош и затоа сметам дека и овие зборови се напишани од него. Но, зарем не го стори тоа и Господ Исус во Гетсеманската градина, пред да биде предаден, измачуван и распнат на крст? Тој многу добро знаеше што го чека, бидејќи дојде на оваа земја
да ја претрпи таа казна наместо нас. Додека се молеше во Гетсеманската градина, тој разговараше со небесниот татко. Господ Исус знаеше дека треба да се соочи со казната која ние ја заслужуваме. Тој на себе ги зеде моите и твоите гревови. Потоа, во стих 8, авторот на овој псалм зборува за тоа како неговите непријатели го навредуваат и фалејки се го проколнуваат. Токму тоа го сторија и оние кои го измачуваа Господ Исус Христос. Навредувајќи го и исмевајќи го, тие сметаа дека ја извршуваат Божјата волја, но беа далеку од вистината. Ќе продолжиме со читање. Во стиховите 12 и 13, авторот ја бара Господовата милост, не само за него, туку и за сиот израелски народ. Забележете што се вели таму. А ти, Господи, вечно пребиваш, и името Твое е од род во род. Стани, смилувај му се на Сион, зашто време е да се смилуваш на него, зашто дојде времето. Често во писмото читаме за тоа како Господ му се смилува на Сион, односно на израелскиот народ. Но Господ и во иднина ќе му се смилува на Сион. Господ ќе им се смилува на сите кои со вера доаѓаат кај него и искрено го следат. Тој на крстот го даде својот живот за сите народи, за сите кои веруваат во него, да добијат простување на гревовите и вечен живот. Стих 16. Зашто Господ ќе го изгради Сион и ќе се појави во славата своја. Господ Исус ќе ги исполни овие зборови кога повторно ќе се врати на оваа земја. Стиховите 25 до 27 се всушност цитирани и во Новиот Завет, конкретно во посланието до евреите, глава 1, стихови 10 до 12. Псалмистот вели: во почетокот ти, Господи, ја основа земјата, небесата се дело на твоите раце. Тие ќе пропаднат, а ти ќе пребиваш. Сите тие, како облека, ќе оветвеат. И како наметка, ти ги менуваш и тие исчезнуваат. Но ти си секогаш истиот и твоите години нема да завршат. Ова е навистина неверојатен псалм, зарем не? Авторот на овие зборови не само што не подсетува дека Господ ги создаде небото и земјата, туку вели дека еден ден тие ќе пропаднат, а сепак Господ ќе опстои и не само што никогаш не се менува, туку и неговите години нема да имаат крај. Сето ова се разбира, се однесува на Господ Исус Христос. Тој е во центарот на сите псалми, не само на псалмите, туку на се што е запишано во Светото Писмо. Сите старозаветни молитви, песни, настани и случки се однесуваат на него на еден или друг начин. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Се надевам дека тоа што го споделив ќе ви биде од полза. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.